Што прогрес Институтот за социјална демократија во соработа на реформите и политиките за граѓање добра во Македонија, видите кои што ги избогав на почетокот, и да го направите возможно и да отвориме една интересна дебата. Овој пател пред тие 10 години кога се појави, се надевам дека ќе расте и ќе обстојува во функција на унапредување на демократските вредности во нашата земја. Јас доаѓам од средба со високата представничка Могерини, која што на секои 3-4 месеци се прави помеѓу премиерите на земјите од регионот на Западен Балкан, тоа се 6 земји. И прилика е вака да ја започнам оваа панел дебата. Навистина целиот регион, но и нашата Македонија се многу поразлични во очите на Европската унија и на целиот демократски свет за само една и пол година, гледано како ретроспектива наназад. Македонија блеска во очите на Европската унија, тоа значи голема одговорност. Верувам дека демократските вредности кои што се вратија во нашата земја се најсериозната причина зашто градиме пријателство, зашто е возможно да се отворат сериозни перспективи и еве неисправени пред 2018 година да чекаме конечно после 12 години добивање на датум за отпочнување на преговори со Европската унија. Ова е голема работа за сите нас, заради тоа што аспирациите на сите наши граѓани се насочени токму кон оваа стратешка цел, конечно да и ние ги конзумираме европските вредности, односно нашето приближување кон Европа, да значи и практицирање на европските вредности за кои што како граѓани сите се залагаме. Јас сум убеден дека ако внимателно се однесуваме како општество, ако посветено работиме кон исполнување на тие главни стратешки цели покрај Европската унија и НАТО, Македонија и текако заслужува место во меѓународните организации од таков калибар, а секако тоа значи унапредување на сеопштиот квалитет на живот на граѓаните. Почитувани присутни, треба да сме свесни дека со промената на власт, граѓаните јасно порачаа дека очекуваат нова пракса и нови политики при управувањето со државата и дека тоа ќе биде главен предуслов за враќањето на довербата кон институциите и кон власта како политички инструменти. Знаеме добро сите што наследивме. Системот беше девастиран, државата беше заробена, а граѓаните беа турнати на маргините од каде што не беше можна контролата на владеењето. Тоа се факти кои доведоа дискусијата за доверба во власта денес да биде поставена на 3 елементарни основи. Прво, доброто владење е поважно денес од кога и да е. Второ, довербата на граѓаните во власта е критичен предуслов за нејзино ефикасно функционирање. Таквата доверба не се дава на тацна, таквата доверба се стекнува. И трето, маргината на грешка, што може да се ја дозволи една власт во околностите во кои функционира во денешниот свет, е сведена на минимум. Овие елементарни услови наложуваат дека нема место за политички импровизации во заложбите да се креираат добри политики, како за денес, така и за идните генерации. Ова е важно уште на стартот на дебатата за реформи и политики за градење доверба во Македонија. Токму затоа, тргнувајќи од очекувањата на граѓаните, знам дека безкомпромисната борба со корупцијата во практикувањето на политиката, како и транспарентноста, пристапноста, отвореноста и свесноста на владата за потребите на луѓето се основните столбови врз кои треба да се стекне и изгради довербата на граѓаните. На сите граѓани и тоа во нашето општество. За да го постигнеме тоа, мора да се обезбеди одговорно, инклузивно и транспарентно донесување одлуки на сите нивоа. Неопходно е да создадеме ефикасни, одговорни и транспарентни институции. Суштински да обезбедиме владење на правото и еднаков пристап до правда за сите, како и одговорност пред правдата за сите кои се огрешиле пред законите. Ако не се справиме со корупцијата ефикасно, со функционалните институции задолжени за тоа, ние и понатаму ќе се соочуваме со сите форми на организиран криминал, насилство, експлоатација и злоупотреба како последици на корупцијата.
Овие аномалии мораме да ги решаваме, за да ја зголемиме довербата на граѓаните кон институциите и кон државниот систем генерално. Ке се повикам повторно на нашето директно искуство. На граѓаните во Република Македонија веќе ништо нема да им одземе препознаената моќ. Граѓаните добро знаат дека тие ги избираат лидерите и дека тие учествуваат во обликувањето на политиките од непосредна важност за нив, за општеството и за заедничката иднина. Развиена е политичка култура што ќе има влијание и врз генерациите што доаѓаат. Спроведувањето на реформите, гледаме, не е лесно. Понекогаш тоа е заради стравот од промени, што е прифатлива човечка природа, а понекогаш тоа е заради големите очекувања. Има ситуации кога тие големи очекувања треба да се пресретнат со краткорочни политички одлуки кои треба да обезбедат услови и амбиент за долгорочни придобивки. Еден од начините да се стекне, гради и придобие довербата е краткорочните, понекогаш непопуларни политички одлуки да се спроведат во пријателска релација со јавноста и да се елаборираат со суштински аргументи. Така беше кога ја најавивме, подготвувавме и реализиравме мерката по висока минимална плата. Со оваа мерка се офатени околу 70.000 наши вработени сограѓани, но реализацијата на оваа мерка беше спроведена со вклученост на сите засегнати страни, работодавачите, синдикатите и владата. Взаемно обезбедивме доверба дека мерката е добра, остварлива и стимулативна. Вака е или ќе биде и во многу други области. Кохерентноста на политиките и обезбедувањето сеопфатен пакет решенија за граѓаните е незамисливо без инклузивност на сите засегнати и без подршка и доверба на граѓаните. Владите повеќе не го држат монополот на донесување на одлуки и затоа довербата во односите со чинителите, како што се бизнисот и граѓанското општество, е од суштинско значење за да се испорачаат ефективни политики. Но тоа не ги ослободува владите од политичката одговорност. Таква одговорност презедовме и во спроведувањето на планот 369, за да ја постигнеме стратешката цел договорена со граѓаните на нашата земја. А тоа е спроведување на реформите, забрзување и реализација на фазите за да го добиеме датумот за преговори со Европската Унија и за членство во НАТО. Планот 369 е подготвен и консултиран во соработка со граѓаните преку широка дискусија со експерти и граѓански организации. Меѓународната заедница го препозна тоа, ги препозна инклузивните политики и политики на отворени врати, што ги практикува денешната влада. Пред да завршам, дозволите ми уште една поента на која граѓаните во Република Македонија, мнозинството граѓани, особено сметаат кога одлучуваат дали ќе има доверба или не. Одредени политичари во изминатите години избраа да водат политики на поделби и предизвикување на конфликти кои луѓето ги поделија на наши и ваши. Тоа е политика која што гради минато, а не иднина. Тоа е политика што дели, а не создава доверба. Само интегрирана Македонија, која што ќе обедини множественост на различности, ќе биде стабилна и просперитетна држава за сите нејзини граѓани. Во таква Македонија има доверба мнозинството од граѓаните. И на крајот, мојата трета премиса од која тргнав на почетокот на ова моје обраќање, владите имаат минимална маргина за грешка. Денес, владите имаат многу малку простор за грешка во креирањето на политиките. Реков дека очекувањата на граѓаните се големи и сосема оправдани, но истовремено тие се и растечки. И тоа е сосема природно. Оттаму, постојаното следење на пулсот на јавноста станува неопходност за да се биде секогаш подготвен за апдейт на политиките. Во денешниот свет, закоченоста во времето и застарените политики, јавноста знае и текако да ги казни. Да не зборуваме за погрешните политики создадени без допирни точки со потребите на јавниот интерес. Растечката недоверба на граѓаните и на другите засегнати страни може да има и сериозни економски последици. Инвеститорите бегаат од она што го гледаат како непријателска, нестабилна или корумпирана средина. Избираат повеќе пријателски и ефикасни заедници. Затоа просторот за грешки е многу
многу мал. А откако ќе се изгуби, враќањето на довербата може да трае со години. И тоа ни е познато од нашето непосредно искуство. Затоа мораме постојано да работиме на развивање на концептот добро владење, на влада која нуди ефикасни јавни услуги од полза за граѓаните. Мора да бидеме свесни и да знаеме дека довербата се стекнува бавно. Таа пристигнува пешки, но може да ве напушти со 300 км на час. Благодарам за можноста да се обратам на овој форум. Сигурен сум дека одговорниците тука и од дебатата која што ќе се води може да се добијат интересни идеи како да создаваме и да ја чуваме довербата на јавноста за да ја достигнеме крајната цел на јавните политики. Зголемување на благосостојба на граѓаните и осигурување на незината одржливост за идните генерации. Благодарам.